Екзит на Артан Груби ќе мине без македонска музика. Фестивалот за кој парите на граѓаните ќе бидат издвоени меѓу 70 и 80 илјади евра, ќе мине без ниту еден македонски пејач. Двајцата кои беа најавени го откажаа својот настап. Без изнесување детали зошто го откажува настапот, Владо Јаневски преку официјално соопштение на својот Инстаграм профил кратко само соопшти дека нема да настапи на Скендербег. Владо Јаневски не настапува на прославата која се одржува на 13.8.2022 на плоштадот Скендербег во Скопје. Првата најавена македонска музичка звезда која го откажа настапот беше Антонија Гиговска. Таа исто преку Инстаграм соопшти дека го откажува настапот, бидејќи не знаела дека се работи за политички настан. За мене е одговорен менаџерски тим кој прифати ангажман за кој ниту јас, ниту тие знаеле дека има или би имало политичка конотација. Па оттаму бев приморана да го откажам мојот ангажман, се разбира со секоја почит према организаторот и према било која политичка страна. Јас не сакам да бидам дел од манифестации поврзани со политика, ниту некогаш ќе бидам. На ПИС фестивалот или фестивалот на мирот ќе настапат албанските музички звезди Мајк, Нора и Стрефи, Фифи, Ермал Фейзулаху, Кида и Луми Б. Македонска музичка звезда нема да има. Амбициите за следната година веќе ги знаеме, да станал пандан на Екзит или Сани Хил фестивалот од Приштина. Артан Груби изрази надеж дека до година би настапиле уште поголеми звезди, но спомена само албански, ниту една македонска, како што на пример е Кирил Џајковски, кој важи за еден од најдобрите диџеи на светско ниво. Стремиме од следната година да биде нешто слично на Сани Хил фестивалот кој што се одржа пред недела дена во Приштина и кој што го организира Дуа Липа, или па нешто слично на Екзит фестивалот во Србија или други фестивали, што значи 2 до 3 дневен фестивал кој што би се одржувал во Скопје, и се надевам дека следната година зошто да не дојде, не знам, Бебе Реџе од Македонија, па може да дојде присуство на фестивалот, или па Дуа Липа, или па Рита Ори. Оваа година повторно е познато колку пари чини прославата која е организирана од Министерството за политички систем, како што беше лани познато дека вкупниот тендер за речиси 20-дневната прослава на 20 годишниот од рамковниот договор чинеше половина милион евра, додека за организацијата на Груби знаеме колку народни пари се потрошени, молку од владата, колку чинеше прославата Зиленден во Крушево. Одговор на ова прашање Алфа телевизија не доби ниту лани.